Гледано од тој аспект, по новите избори во СДСМ сум уште позагрижен, во смисла да не дојде до опуштање во нашите редови. Во тој контекст, ви информирам дека раководството на ВМРО-ДПМН ја започна операцијата во делот на анализа за нов бранд 2013. Во која треба да ги детектираме слабите точки во нашите редови, или онаму каде концентрацијата попуштила заради замор или опуштеност. И потребно е ново освежување. Се сеќавате дека минатата година за прв пат го спроведовме овој метод. Заменивме околу 150 функционери со нови и свежи кадри, полни со елан и со енергија. А на преходните им дадовме време да одморат. Овој чекор најде на големо поздравување и во јавноста, и во мнозинството од партијата. А резултатите се добри, што меѓу останатото потврдија и последните избори. И сето ова не охрабри оваа акција да ја повторуваме секоја година најмалку еднаш годишно. Очекувам дека до крајот на месецов и на почетокот на следниот ќе завршиме анализата и ќе пристапиме кон нов бранд 2013. Нов бранд на освежување со нов квалитетен кадровски потенцијал, при што покрај партиски луѓе вратите се отворени и за непартиски способни луѓе. И за да не ги мешате, да појаснам дека овој проект, нов бранд, е одделен и различен од оној оглас за околу 100 функционерски места на јавни позиции на лица на кои им завршил или наскоро им завршува мандатот. Нов бранд се занимава со функционери на кои не им е завршен мандатот, а покажуваат знаци на опуштеност во текот на мандатот. СДСМ се и ќе продолжа да бидат во криза во наредниот период. И нас не сме да не фати летаргија и да се опуштиме. Драги пријатели, ние сме партија која е во постојана промена. Постојано се обидуваме да го подобриме и надградиме начинот на нашето делување и функционирање. Таа промена носи свежина, нова енергија и постојаност во динамиката на работата. Носи своји иновации. Концептот кој го имавме на самиот почеток е примена на политика на отворени врати во партијата, на привлекување на нов, свеж и квалитетен кадар, кој ќе ни помогне да се справуваме со предизвиците пред нас. Практично мобилизирање на сиот државен расположлив потенцијал. Луѓе, личности кои ќе се вложат себе си и ќе остават дела зад себе. Затоа што она по што остануваат да се ценат, почитуваат и паметат луѓето, се делата. Делата се мерило за нашата активност, за нашата присутност. На крајот на краиштата, делата се мерило по кое секој самосвесен човек, секој од нас се само евалуира, се анализира и се вреднува. Доколку во животот создавате дела, тогаш можете да бидете задоволни од себе си. Делата никој не може да ви ги одземе. Затоа правете дела. Секаде и секогаш кога можете, може би некогаш и повеќе пати, секогаш ќе се соочувате со критика. И тоа највеќе од оние кои не создаваат и немаат намера да создаваат дела. Но тоа не треба да ве поколеба или да се откажете. Оние кои опонираат на делата едноставно се против нив. Тие само чувствуваат страв, срам и паника затоа што во делата и луѓето кои ги градат делата препознаваат се што тие не се и тоа ги притиска. Секое наше дело останува запаметено, трајно врежено во меморијата. Тоа се видливи или осетливи, опипливи работи. Колку ли не само критики слушаме за секој наш потек. Сетете се на стариот театар, например. Ваков бил, онаков бил, свртен бил или не бил свртен, плажа имало до него, па немало, се каснело, се преуранило, дали бил сега моментот и така натаму. Но кога пред една недела се виде резултатот од нашето работење и нашето дело, замолкнаа сите дежурни критичари. Го забележавте ли тоа? Политиката на отворени врати ни донесе голема предност. Така мора и да продолжиме. Нашата предност е што бараме квалитет
наместо непотизам. Нудиме личности со врвно искуство и портфолио, кои вложувале во себе и во своето образование, кои се докажале и од нив и дома и надвор, каде е голема и тешка конкуренцијата и каде нема врски и нема простор за импровизации. Ние сме првата политичка партија во Македонија која не се колебаше да покани квалитетен и докажан кадар и од македонската диаспора, како што неодамна тоа го направивме со најновиот министер, господинот Джери Наумов. До сега над 20 луѓе дојдоа да и помогнат на Македонија од диаспората, откако преходно не само што се образовале, туку и со години граделе успешни работни кариери во најразвиените земји и заземаа различни значајни функции во државата за со нивното знаење и искуство да помогнат на Македонија и на граѓаните во неа. Се разбира, вратите се отворени и за оние кои се образовале и се успешни овде во својата земја и кои исто така предонесуваа за целите на Македонија. Оние кои дел од нив токму преку Унијата на млади сили влегле во политиката. Учеле, создавале, го следеле системот на вредности, твореле и паралелно на домашните универзитети студирале и го надградувале своето образование. Секогаш се бореле и залагале за подобра иднина на секој граѓанин. Тоа е нашата предност. Ние не се плашиме од конкуренција, ние сме отворени за сите кои сакаат да помогнат и имаат капацитет да го направат тоа. Наспроти нас, драги пријатели, се истите луѓе кои 20 години ги гледаме по екраните, кои се или пријателско, клановски или роднински изврзани, например, конкурентни на нашиот тим се ликови кои што долго години едни ти исти ги гледаме и едни ти исти ги зборуваат истите работи. Тоа е нашата разлика од нив. Драги пријатели, оваа безидејност и слаба конкурентска основа, која постои кај СДСМ, не смее да не олабави и да не опушти. Напротив, токму заради тоа и недостатокот на силен репер за споредби, треба двојно повеќе да се работи, да се остане концентриран, да се продолжи со пресингот на секој дел од теренот, да се анализира и мудро да се донесуваат одлуки. Слаба опозиција е лоша за нив, но уште полоша за нас. Недостатокот на мотив може да доведе до создавање на абнормален комодитет, кој ќе прави застој во работата. Нема да толерираме таков однос. Доколку некој се претопи во сивилото, ќе биде заменет. Ќе му се даде време да одмори. И тука нема ништо страшно. Доколку некој се огреши кон законите, како и во минатото, ќе биде санкциониран. Нема тука врска, бил член на нашата партија, бил на она или ова, законот важи за сите. И за големи, и за мали, и за вамаровци, и за самовци, и за секој граѓанин. Затоа секогаш гледајте напред. Што повеќе да создадете, што повеќе да придонесете за народот. Бидете меѓу народот и гледајте го во очи. Тие ќе ви возвратат. Ако се фатете во ситуација да не можете да ги погледнете во очи, тоа значи дека е време да се повлечете. Нема губење на здивот, нема губење на волјата. Принципите се јасни. Ако некој не работи, треба да биде заменет. Ако некој некаде стигнал, тоа било така затоа што работел и го дал својот придонес. Такви кадри нас ни требаат. Отворени и спремни за работа. Ние луѓето не ги бираме по име и презиме, туку по заслуги и по честност. По работливост, по способност и капацитет. И додека тие се затвораат и тајно се избираат, па реизбираат и побитно е кој со кого е поблизок, ние почитувани се отвараме и понатаму. Ние сакаме да ги мобилизираме најдобрите, најуспешните и најспособните. И тоа без никакви разлики. Без никакви лобирања, протекции или слично. Нема тука кој со кого е близок, кој на кого му е другар. Туку одлучува квалитетот, перформансите, образованието, желбата и мотивот за придонес за својата земја. Тоа е нашата филозофија. Тоа е нашиот концепт. Политика на отворени врати секој ден и секој час од денот. Секој има шанси.
Затоа ние и распишуваме конкурс за околу 100 раководни позиции за кои по закон воопшто немаме обврска да отвориме конкурс. Конкурс за секој кој се чувствува доволно спремен, кој верува во своите квалитети да дојде, да биде избран и да почне да работи за заедничката иднина, за граѓаните на Македонија. Ниту една влада тоа претходно не го направила. На овој конкурс секој има подеднакви шанси. Оние кои доаѓаат од сиромашно семејство имаат исто толку шанси да бидат избрани колку и некој кој е подобро ситуиран. Не е важно кој од каде е, туку што може да направи и колку е добар, способен, капацитетен за да придонесува и да гради, да создава. Нас не интересира квалитетот. Тоа е нашето мото.